ова издание. САД избори 2020. Вторите 10 демократски претседателски кандидати на втора ноќна дебата во Мајами. Кој поентираше, кој беше неубедлив. Самит на Г20 во Осака. Председателот Трамп побара од рускиот колега Владимир Путин да не се меша во изборниот процес на САД. Чеди Осман, единствен кошаркар во НБА со потекло од Северна Македонија. Разговор со него во родниот Охрид. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Председателот Трамп побара од рускиот колега Владимир Путин да не се меша во изборите во САД. Двајцата се сретнаа на маргините на самитот Г20, што се одржува во Осака, Јапонија. Еве ги деталите. Председателе, не се мешате во изборите, повтори Трамп и посочи со прст кон Путин. Ова беше нивна прва средба откако специјалниот советник Роберт Мулер го објави извештајот од истрагата во кој се бараше евентуална поврзаност меѓу кампањата на Трамп и Русија во изборната 2016 во САД. Според соопштението од Белата куќа, Трамп и Путин разговарале за односите меѓу двете држави. Се согласиле да продолжат со дискусии за нов модел за контрола на оружјето во која би се вклучила и Кина. Релевантноста во 21. век за НАТО значи проширување со нови членки кои ќе го направат покохензивен. Посочија меѓународни експерти за евроатлантските предизвици на дебата со 3 панели во Атлантскиот совет во Вашингтон на тема НАТО 70 години рефокусирање за промени. Тероризмот не познава граници и во самото НАТО е потребна поголема координација меѓу членките за справување со злото на 21. век. Поранешниот попредседател Џо Бајден беше меѓу 10-мината председателски кандидати на бината за вториот дел на првата дебата на Демократската партија, што синоќа беше пренесувана на национална телевизија. Джим Малон ги пренесува акцентите. На подиум во Мајами, Флорида, уште 10 други демократски председателски кандидати учествуваа на телевизиска дебата во организација на NBC телевизијата по истиот формат од претходната вечер. Поранешниот подпредседател Џо Бајден, во моментов лидер на широкото демократско поле од кандидати, веднаш кажа зошто се кандидира за председател. Сакам да ја водам оваа држава зашто мислам дека е важно да се врати духот на нацијата. Овој председател е единствен во нашата историја кој стави равенство меѓу расисти и бели супремацисти, со обичните и честни луѓе. До Бајден беше сенаторот од Вермонт Берни Сандерс, кој според анкетите во моментов е втор. Сандерс тврдеше дека проблемите во државата се подлабоки. Ништо нема да се промени ако немаме храброст да се спротивставиме на Волл Стрит, осигурителните компании, фармацевската индустрија, комплексот на воена индустрија, индустријата за фосилно гориво. На моменти во двочасовната дебата Бајден се најде во дефанзива. Сенаторката од Калифорнија, Камала Харис, го предизвика Бајден по прашањето на сегрегација во државата. Беше болно да се слуша како зборувате за репутацијата на двајца сенатори кои направија кариера на сегрегацијата по основ на расата во оваа држава. Бајден одговори со набројување на неговите акции во однос на афирмацијата на граѓанските слободи и служењето во администрацијата на првиот афроамерикански председател Барак Обама. Се кандидирав заради граѓанските права. Бајден и Сандерс имаат по 70 години, а генерацијската поделба во дебатата дојде до полн израз. Конгресменот од Калифорнија, Ерик Сволвел, директно му се обрати на Бајден. Имав 6 години кога председателски кандидат дојде на Демократската конвенција во Калифорнија и рече време е факелот да се пренесе на новата генерација. Тоа беше пред 32 години. Точно беше тогаш и точно е сега. Друг млад демократ кој излезе од анонимноста со кандидатурата за председател е градоначалник од Индијана, Пит Бутиџаџ. Неговиот напад на Трамп беше во врска со имиграцијата. Треба да се огласиме против хипокризија кога ќе ја видиме. За партија која се поврзува со христијанството да каже дека Бог би го оправдал делењето на семејствата и ставањето на деца во кафези, значи губење на правото да се користи религиозен јазик. На дебатата учествува и сенаторот од Колорадо, Мајкл Бенет, поранешниот гувернер од Колорадо, гувернерот Џон Хикенлупер, сенаторката од Њујорк Кирстен Гилибранд, авторката Маријан Вилијамсон и бизнисменот Ендрю Јанг. Следната дебата на демократите ќе биде кон крајот на јули.
Со тригодишен милионски договор со екипата на Кливленд, 25-годишниот Чеди Осман е единствен кошаркар со потекло од Северна Македонија кој игра во НБА. Деновиве беше во Охрид повод за разговор со него. Мики Трајковски има повеќе. Кошаркарската звезда од НБА тимот на Кливленд, Чеди Осман, повеќе од 2 недели се подготвуваше во својот роден град Охрид. Со него се сретнавме на еден од последните тренинзи, каде ја темпираше формата за новата сезона. Ни кажа дека секогаш кога наоѓа време, доаѓа во Охрид. Сваког лета ја доđem овде и волим да проведем времена sa svojom porodicom ovdje i mislim ponekad bude 20 dana, ponekad bude i malo više, ponekad manje, ali uglavnom svake godine ja dođem ovdje, ostanem tu i najviše mi je ugodno zbog treninga, zato što mogu ovdje treniram и клима е веома добра. Кога имал само 4 години, со родителите се сели во Сараево, потоа и за Истанбул, од каде со брзина се развива неговата кариера, играјќи за екипата на Анадолу Ефес, а трета година веќе и во НБА лигата. Доста сам тренирao и имao sam u svojim mislima, stalno sam mislio u vezi NBA i uvijek sam želeo da budem NBA igrač. Nije bilo lako naravno, ali sa dosta rada na kraju sam uspeo. Го прашавме дали до сега добил понуда да игра за македонската кошаркарска репрезентација. Nikad nisam imao ponudu da igram za Makedoniju i poslije kad sam se preselio svakako u Turskoj, postao sam i turski državljanin i od 2007-2008 godine ja sam već počeo da igram za tursku reprezentaciju. Pa da je bilo prije možda, ali sada ne, zato što ipak igram za tursku reprezentaciju i... Својот престој во Охрид го искористи да се сретне и со младите охридски кошаркари, на кои им делеше автограми и им покажа дел од тајните на кошаркарската игра. За време на последниот All-Star викенд во НБА, Чеди беше дел од мечот над звездите во Бодем, каде играше во специјално дизајнирани патеки со македонското и турското знаме. Вели дека тоа го направил за да им се одолжи на своите навивачи во Турција и Македонија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Петочниот News Flash го завршуваме за пијалакот, без кој веројатно милиони луѓе не може да го замислат животот или барем утрото. Дебатата во САД за климатските промени се води на политичко ниво, но ако прашате земјоделци на секаде во светот дали климатските промени се реалност, тогаш нема дебата. Многумина производители на кафе се справуваат со ефектите. Кафето може да стане реткост во не многу далечно време, јавува Кевин Енокс. Светот се буди со утринско кафе. Тоа се гледа и на светскиот сајам на кафето, што се одржува секоја година во Берлин. Една работа за која се согласни производителите на кафе е дека климата ги принудува на промени. Тропските региони се главни подрачја за одгледување кафе. Екстремното време е закана по расадите. Климатските промени овозможуваат ширење на болести. Имаме нови типови на болести кои се поотпорни од порано. Изворите за вода се понедостапни за фермерите, а кафето е производ зависен од многу вода. Климатското затоплување не е единствената лоша вест за фармерите, туку недостигот од вода е растечки проблем. Климатските промени се реалност. Во нашиот случај можевме да отгледуваме кафе на повисоки подрачја, но лошо е кога врне. Ако пронајдеме добри пазари со добри откупни цени, тогаш можеме да ги поддржиме производителите на кафе со иригациони системи. А непредвидливото време кога доаѓа со климатските промени и натаму им прави проблем на фармерите. Кај постарата генерација имаше зацртани временски периоди. Летото беше лето, кога врнеше. Имаше пролетна сезона. Сега мора да се адаптираме на сите временски промени. А побарувачката за кафе е се уште силна. Светот пие по 2,2 милиарди шоли дневно кафе. Тука е крајот на Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку Твитер и Фејсбук. Поздрав од екипата на Гласот на Америка. Пријатна вечер и пријатен викенд.